Во неколку наврати денеска споминавме дека овој вторник е последниот ден од вториот уписен рок во средно училиште, но уписите во средните училишта оваа година втора поред дадоа многу поинаква слика на која што не бевме навикнати низ годиниве. Гимназиите за кои што се бара и место плюс, но и врски плюс паѓаат во сенка повторно во однос на стручното образование за кое што учениците пројавија најголем интерес. Па така во бројки од вкупно 13.822 запишани ученици во средно училиште, 9.566 се запишани во средно стручно, а 4.316 во гимназиско образование. Каков е бенефитот од средното стручно образование и колку овие кадри подоцна ќе може лесно да најдат работа на пазарот на трудот? Тема на која што разговараме со Наташа Јаневска од Стопанската комора на Македонија. Добро утро, Наташа, и добре ни дојдовте. Добро утро, благодарам на поканата. Очекуван ли е успехот, ми е првото прашање, по бројните проекти кои што ги реализиравте како комора изминативе години и што мислите дека ги предомисли и родителите и учениците па се одлучуваат за средно стручно? Очекуван е успехот, затоа што навистина многу работевме самостојно како комора, меѓутоа и во соработка со Министерството за образование и наука, но и со проектот Образование за вработување, каде што навистина се постигнаа многу добри резултати. Ние и во рамките на комората го формиравме Советот за унапредување на квалитетот на тренингот и обуките, каде што еден дел како организацијска целина ние и Центарот за дуално образование, каде што навистина им даваме максимална поддршка и на компаниите и на училиштата за реализација на стручното образование. Што ги смени родителите па и учениците да се запишуваат во стручно образование, мислам дека најпрво соработката што беше воспоставена помеѓу училиштата и помеѓу компаниите. Односно, ние како комора многу инвестиравме во тоа, во смисла прво да ја смениме перцепцијата дека компаниите самите треба да го подготвуваат кадарот, да ги оспособуваат на нивните работни места, потоа перцепцијата која што долго време како стигма постоеше дека стручното образование е само за послабите ученици, дека оние кои што не можат во гимназиско ќе се запишат во стручно, но успеавме и тоа да го смениме, каде што доста солидни ученици се запишуваат во стручното образование. И уште поголем интерес е тоа што успеавме реализацијата на практичната обука да ја правиме директно во компаниите, односно компаниите да ги земаат учениците за реализација на практична обука на реално работно место. Се направи измена на новите образовни програми, имаме доста нови образовни програми, но и воведовме нови квалификации за кои што навистина имаше интерес од страна на компаниите, но во минатото немаше интерес од страна на училиштата, односно од страна на Министерството за образование, затоа што постојано истите конкурси се повторува, но последните години со оној социјален диалог и кампањата Учи паметно, работи стручно, на едно место седна и реалниот сектор, и образовните институции и се договорија дека треба стручното образование да биде во интерес и потребите на бизнис заедницата. И очекувањата и на овие, речиси 10.000 ученици кои што се запишаа во средно стручно, се дека по завршувањето на образованието ќе може лесно да се вклопат на пазарот на трудот. Какви се тука реално состојбите? Можат ли веднаш да најдат работа? Отворен ли е пазарот на трудот за Пазарот на трудот веќе неколку години е отворен. Може би и добро што се смени таа перцепција, меѓутоа морам да кажам дека многу полесно ќе се снајдат на пазарот на трудот, прво затоа што тие својата практична обука ја реализираат во компанијата. Се запознаваат со организацијската структура, она што се учи како теорија директно се применува во праксата, можат да го видат. Со нив работаат посветени, обучени, сертифицирани ментори кои што ги водат низ целиот процес. И најважно што е што покрај тие стручни вештини кои што ги постигнуваат, тие стекнуваат и трансверзални вештини кои што се многу важни во животот на учениците. Да ги практикуваат и понатаму, како што се одговорност, тимската работа, посветеноста, носењето на одлуки, решавање на проблемски ситуации кои ќе се најдат во процесот на практичната настава и така натаму, и тој им олеснува да можат полесно да најдат работа. Од друга страна,
оние навистина посветени ученици кои што во текот на реализацијата на практичната настава се покажале и се докажале, биле заинтересирани, нели? Веднаш по завршување на нивното образование се вработуваат. Ние имаме многу позитивни такви случаи, како што е Евана, која цела паралелка ја зеде и со години тоа се случува. Имате вработување во Макарт, имате во Брако. Значи, дури имаме и во Руен Кочани една многу позитивна, интересна ситуација, каде што ученикот средношколец кој што завршил, веднаш бил вработен, завршил факултет паралелно и сега е ментор на ученици кои што реализираат практична настава. Прашање кое што е исто така вредно за дискусија е колку нашиот пазар на труд ги цени своите работници. Бидејќи реален проблем не е одливот на работна сила, па и голем број млади по завршувањето на средното стручно веднаш заминуваат во странство. Целта на комората е да работи посветено на децата кои што остануваат тука. Целта е исто така да им обезбеди кадар на компаниите кои што придонесуваат во буџетот на државата. Се смени перцепцијата на подобро од страна на компаниите дека треба да вложуваат не само во кадарот, туку треба да вложуваат и во својата инвестициска и организацијска структура. Вие сега имате подобрени машини, имате автоматизација, имате механизација, имате софистицирани машини на кои што треба да работат новите вработени и затоа се прават и такви квалификации за да можат веднаш да бидат абсорбирани. Се вложува понатаму и во обуки на кадрот. Значи, она што постоеше во минатото како мит дека компанијата работи со застарени алати, машини, опрема и така натаму, сега веќе е сменето. Вие имате компании каде што мислите дека се наоѓате во овие светски НАСА, да кажам, обсерватории и лаборатории, кои што навистина многу се посветува и се вложува и во инфраструктурата, и во опремата, и во кадар. Дали платите се по светски стандарди во тие компании? Па почнуваат и на тоа да размислуваат. Имате компании кои што даваат големи плати. Можеби тоа беше и причината на одливот, нели, доста ни заминуваја во странство заради ниските плати, но сега веќе компаниите свесно работаат на тоа и ако ја гледаме причината зошто заминуваат младите, не се работи секогаш само за платите. Имаме доста работи во држава што треба да ги исправиме, правна држава, администрацијата да биде поефикасна, корупцијата треба да ја искорениме. Значи има многу причини кои што придонесуваат за одливот на младите. Не е само платата. Апсолутно, да, се согласува. Дуалното образование се покажа како полн погодок во целата оваа приказна, за да може секоја компанија да си креира профил на работник онаков каков што и треба. Расте, предпоставувам, бројот на компании кои што се вклучени во целиот овој процес. Како оди соработката помеѓу средните стручни компаниите во моментов? Можам да кажам дека самото стручно образование представува соработка. Соработката е на завидно ниво, затоа што компаниите и училиштата седнуваат, дискутираат, потпишуваат меморандум за соработка, таму се дефинираат сите правила, да кажеме, на игра, како треба да се однесуваат. И, што е многу интересно, бројката од година во година расте. Ако некаде во далечната 2017 година почнавме со 3 или 4 компании, 2021 година имавме 211 компании, сега веќе имаме 560 компании кои што реализираат, зборам, само дуално, а имаме бројката е уште поголема каде што се реализира и она учење преку работа во класичното стручно образование. Има голема заинтересираност од страна на компаниите, но и училиштата веќе самите се проактивни да ги бараат компаниите, не очекуваат некој друг да им ги бара, но од друга страна компаниите преку Стопанската комора па ги бараат училиштата и самите сакаат да склучат меморандум со училиштата. Многу често повозрастните генерации знаат да кажат, овие млади генерации не го поседуваат оној капацитет кој што го поседувавме ние. Каква е реакцијата на компаниите кои што ги вработуваат младите кои што завршуваат средно стручно? Дали го добиваат тоа што сакаат да го добијат од нив? Имаме ли квалитетна работна сила, квалитетна младина? До сега може би фокусот беше на квантитетот за вклучување на повеќе компании и така натаму. Меѓутоа, компаниите кажуваат дека се уште треба да се работи на квалитетот. Ние како Стопанска комора, заедно со проектот Образование за вработување, започнавме такви активности за унапредување на квалитетот во стручното образование.
Тоа значи дека сега сме во подготвителна фаза на донесување на инструменти со кои што ќе го мериме квалитетот, прво да го видиме задоволството и од страна на учениците и родителите, од реализацијата, од наставниците, како се реализира, но и задоволството од компаниите, дали навистина учениците се посветени кога доаѓаат на практична настава. Ајде да кажем, пилот тестирањето покажа дека компаниите се изјаснија позитивно, дека поголемиот дел од учениците на вистина покажуваат интерес. Исто така, кога одиме и на комисиите, со комисијата за верификација од страна на Стопанската комора, самите компании не кажуваат дека веќе е сменета перцепцијата на учениците, меѓутоа многу зависи од посветеноста на наставниците кои реализираат практична обука и од координаторите за учење преку работа. Таму каде што имате посветени координатори за учење преку работа, тоа се од страна на училиштата, многу поголема е посветеноста на учениците во реализацијата на практичната обука. Но многу сум пријатно изненадена што веќе не постои она да се потпише дека присуствувал на практична обука, а не ја реализирал. Значи сега имате реализација, па после тоа одобрување, верификување дека ученикот... Значи променети се работите, апсолутно. Доста се променети, но не застануваме тука. Ние продолжуваме за да се подобри уште повеќе. Кои кадри во моментов се најдефицитарни на пазарот на трудот? Со години се повторуваат едни исти кадри. Јас и предходно ја гледав вашата емисија и точно монтерот за сува градба е доста побаруван. Келнерите, готвачите исто така се доста побарувани, месарите, млекопреработувачите, машинските техничари, операторите на CNC машина се многу побарувани затоа што веќе кажав, имаме автоматизација на процесите, некој треба да управува и да работи со тие машини. Тие се така најдефицитарни кои што се бараат браварите, заварувачите. Значи тоа се оние кадри кои што навистина можеби некогаш биле за подценување. Сега веќе заработуваат и солидни плати и затоа едно упатување до учениците да се запишуваат токму во ваквите, да кажам, за ваквите квалификации, ако сакаат веднаш да најдат побарување на пазарот на труд. И тука морам да кажам дека ние како комора минатата година го направивме дигиталниот сајм за вработување, каде што прикажавме струки кои што не беа интересни за учениците. Посебно фокусот ни беше на дрвната индустрија, затоа што и таа сега е во подем, но нема доволно работници. И сега можам да кажам дека и минатата година, но и оваа година, баш тие струки што се за дрвната индустрија се затворени со првиот конкурс. Тоа се случува ако на официјалната страна на Министерството за образование и наука може да видите дека во првиот уписен рок е затворена веќе квалификацијата, односно пополнета е квалификацијата за во делот на дрвната индустрија. Што значи и она што го работиме како комора веќе покажува резултати. И сосема некаде за крај на разговорот да споменеме дека со запишувањето во средното стручно многу години важеше перцепцијата дека штом се запишете средно стручно училиште, тоа се тие 3-4 години, завршува образовниот процес и почнувате со работа. Не е така, бидејќи голем дел од учениците по завршувањето на средното стручно образование имаат услови за високо образование. Не знам зошто постоеше таа стигма која што цело време се повторуваше. Меѓутоа, морам да кажам дека и оние ученици кои што се запишуваат во трета година имаат можност за проодност во четврта на слични или исти квалификации, со полагање на определени диференцијални испити. Тоа мора да биде, не можеме туку така ако сакаме да зборуваме за обезбедување на квалитет, но и по завршување на 4-годишното техничко стручно образование можат да се запишат на било кој друг факултет. Сепак државната матура не е пасот, нели, каде што треба да ја положат за да можат да поминат. Добро е што веќе се размислува и на полагање на стручна матура, па ќе имаме гимназиска и стручна државна матура и ќе биде малку поедноставен протокот од средно во високо образование. Што значи оние ученици кои што се запишани во стручно не им завршува патеката животна и образовна туку покрај тоа што имаат можност за веднаш снаоѓање на пазарот на труд да продолжат и во високото образование. Остануваме на истата тема и наредниве минути. Наташа, благодарам многу за гостувањето во Македонија наутро.